Информациите стигнуваат до вас. Возбудена, со насолзени очи и силни емоции, Елена Панова, внука на Панко Брашнаров, денеска пред објективот на телевизија Канал 5 вели: "Конечно Брашнарови доживееја да ја дознаат вистината за својот дедо. Државата молчеше цели 60 години за вистината што новинарите на КОТ ја открија за неколку дена и ја објавија во 40-минутна приказна." И со исчекување беше да дојде моментот да почне емисијата да слушнеме нешто што до сега не сме го знаеле. Синокешната емисија ги врати спомените за приказните што внуците на Брашнаров ги слушале од своите родители. До сега тоа беа само информации за она што се случувало на Голи оток, за страдањата на Панко Брашнаров. Татко ми и неговиот брат никогаш не дознаа дека моштите на нашиот дедо завршиле во заедничка гробница на гробиштата Мирогој во Загреб, вели Елена. А мојот татко се ангажираше околу тоа, одеше и во Скопје, во државен архив, таму нешто да побара некои документи, да разбере, да се слушне за него, за тоа како се случувало, меѓутоа на тоа остана додека сега се тоа вие не го откривте. Сега, кога вистината излезе на виделина, семејството Брашнарови посакаа есхумација и пренесување на моштите на Панко во Велес. Тоа ми било голема чест и гордост да бидат донесени моштите во Велес и да бидат пренесени точно тука во гробницата на нашето семејство, фамилијата Брашнарови. Брашнарови знаат дека постапката на есхумација и пренесување на моштите на нивниот роднина е скапа работа. Се надеваат дека тоа ќе го стори државата, која на ваков начин ќе му се одолжи на великанот Панко Брашнаров.